Благодарам на сите. Ја продолжуваме праксата на интензивни средби и координации со Царинската управа. И тука оперативно на терен имавме исклучително позитивен состанок со директорот на Царинската управа и неговиот тим, заедно со управникот Оливер од Битолска царинарница, со заменикот Игор, со Димитар, исклучително капацитетни луѓе кои што на вистина се посветени во делот и на борбата против корупцијата и на носењето заеднички со тимот на директорот на системски мерки кои што се и дел од планот за борба против корупција, ги офаќаат и царинските работници кои што се првите на удар и на влезот во државата и првата слика која што и кон која што гледате дека сме интензивно теренски насочени се со цел да правиме максимален притисок за почитување на кодексот за однесување и на сите препораки, и на сите мерки и системски политики кои што се и генерацијски и кои што навистина може да ја променат реалната слика во земјата на која што сме насочени како генерација. Како што кажав, царината треба да биде пример за исполнувањето на законските обврски со кои што ја спречуваме и корупцијата и криминалот, го штитиме стопанството, економијата, работните места и го подобруваме имиджот на нашата земја. Заеднички работиме на мерки со кои градиме функционални институции и работници, професионалци, царински работници навистина со висок морал, етика и интегритет и од тоа откажување нема и од тоа назад нема. Разговаравме прилично детално за дигитализацијата и делот од дигитализацијата кој што е од планот за борба против корупцијата, намалувањето на човечките фактори кој што е наша цел во планот за борба против корупција е навистина нешто на што сме фокусирани, вклучително и во овој сектор. Колку поголемо намалување на човечкиот фактор, толку е поголема борбата, односно помал просторот за корупција. Затоа оваа влада на една од последните седмици ја формираше работната група за дигитализација на сите процеси во државата, во која што има представници од сите министерства и навистина ме радува фактот што во тој правец сериозно се спроведуваат активностите. Со реализацијата на системските мерки од планот за борба против корупција, воспоставуваме генерацијски промени, во кои ќе се почитуваат законите, а во државната управа ќе нема место за корумпирани службеници. Го прошируваме планот за борба против корупција со нови мерки, ги јакнеме механизмите за контрола на незаконскиот стекнат имот и капитал преку подготовка на законот за потекло на имот што веќе го започнавме. За прв пат ќе испитуваме како одговорно лице го стекнал имотот и капиталот во случај кога постои сомневање дека ги надминува своите редовни оданочени приходи. За прв пат ќе се проверува имотот на сегашни, но и на поранашни функционери. На овој начин го контролираме капиталот, го отвараме патот за конфискација на нелегално стекнатиот имот и капитал, спречуваме оштетување на буџетот и богатење на грбот на граѓаните. Дополнително на ова разговаравме и за новите измени кои што ги предлагаме и кои што ќе бидат во процедура, со кои што не само избраните именувани функционери, туку сите раководни структури, царински работници, инспектори вработени во управата за јавни приходи, сите оние кои што одговараат за правата и граѓаните одлучуваат за правата и обврските, односно побарање на граѓаните, ќе поднесуваат анкетни листови, изјави за судир на интереси, треба се определат дали ќе работат во служба на граѓаните или ќе работат во приватниот сектор, односно влегуваме во една безкомпромисна битка против криминалот и корупцијата. По сите основи ме радува што навистина со забрзано темпо се имплементира планот за борба против корупцијата. Овие работни и оперативни средби и со Царинската управа и со останатите институции интензивно ќе продолжат во наредниот период и ќе ги убедиме граѓаните, ќе враќаме довербата во институциите и во она што го правиме сите заеднички за иднината на сите генерации. Благодарам.